Образованието е едно од суштински најважните полиња за работа и унапредување како на локално, така и на централно ниво во државата. Воспитанието на младите е исто така нераскинлив дел од образовниот процес кој во последно време се чини особено запоставен. Нашите наставници, професори и педагози се клучната карика во развојот на Република Македонија. Вечерва имаме особена чест да поразговараме со можеби една од најомилените наставнички помеѓу учениците во основното општинско училиште Ванчо Прке од Штип. Нема да откриваме премногу, ќе оставиме таа самата да ни се представи на нашата поширока публика. Добро вечер. Најпрво би сакала да ви посакам добре дојде во нашиот град и воедно да ви се заблагодарам за укажаната можност да можам да се обратам пред вашата публика. Кажете ни најпрво, најкратко со своји зборови нешто за себе. Како што спомнавте, јас сум оделенски наставник Весна Ничева и за себе можам да кажам дека сум една едноставна личност која потекнува од едно македонско традиционално семејство, воспитувана дека само со работа и со посветеност може да успееме во животот и токму тоа е она парола која што се уште до ден денес ме води. Инаку сум мажена, сопруга, мајка на 2 прекрасни сина, голем другар, искрен пријател и така. Дали семејниот живот го мешате со професионалниот? Дали како наставник знаете да се заборавите во оваа улога и во разговорот со своите најблиски и своите деца? Така, значи интерес на ова прашање често пати се случува од страна на домашните да добијам вакви забелешки, бидејќи ние како наставници често во секојдневната работа имаме за задача да даваме насоки како нешто да се направи, што треба да прават и таа навика често ја применувам и дома, меѓу моите домашни и речиси секојдневно сум критикувана за тоа дека јас не сум во училница, дека тие се возрастни и точно знаат што треба да прават. Доаѓаат ли децата на соседите за помош во нивните обврски од училиште кај вас? Така се случува. Кога беа мали децата на соседите, имало такви прилики да можам да помогнам и секој што со задоволство сум го правила. Имате импресивна професионална биографија. Кажете ни од каде кај вас се појави желбата да се занимавате со едукација на најмладите? Уште кога бев мала, на прашањето што е тоа што ќе бидам кога ќе пораснам, од секој сум сакала да бидам учителка. Бидејќи немам учител во моето потесно и пошироко семејство, сметам дека љубовта кон оваа благородна професија сум ја стекнала од мојата учителка од 1 до 4 оделение и така еве таа мисла и таа желба ме одржуваше и многу години подоцна. Создавањето на научните трудови ви доаѓа како логичко продолжение на работата како наставник или е во прашање друг дополнителен импулс на мотивација? Значи, да, станува збор за внатрешна мотивација. Живееме во едно мощно динамично време и првата обврска која што ја наметнува сечи професионален развој е надградбата. За да бидеме во тек и да успешно да се носиме со современите текови, повеќе неопходно е да постојано се стручно надоградуваме, да се стекнуваме со нови научни сознанија, практики и методи кои што во голема мера имаат за цел да ја подобрат работата во наставата. Убедена сум дека за да може секој наставник да одговори на предизвиците пред кој е исправен, значи мора да биде посветен на своето лично и професионално усовршување. Создавањето на научните трудови и учеството во научни конференции е една од моите основни алатки кои што во голема мера ми помага при работата, меѓутоа и ме збогатува на полето на професионалниот план. Колку нашиот образовен систем за најмладите е компатибилен со оној на развиените западноевропски земји? До сега во неколку наврати се направени повеќе обиди да може нашиот образовен систем да се приближи кон современите развиено западноевропски земји. Меѓутоа, вклучувајќи го овде и делот од образовниот аспект кој што се однесува на нашите најмлади. Меѓутоа, за сега можеме да зборуваме за компатибилност од формален аспект, но не и од суштински аспект. Токму во таа насока е и програмата на ВМРО ДПМН, која што предвидува 800 милиони денари кои што се наменети за проектот Современо опремени училишта. Овој проект има за цел, значи во голема мера да ги подобри условите за работа во училиштата, да се зголеми опремата на училиштата со
дидактички материјали, наставни средства и технички помагала кои во голема мера ќе подобрат модернизацијата на наставата. Овде би додала дека е планирана реконструкција на објекти кои што се во правец на енергетски ефикасни објекти со обновливи извори на енергија. Ова реконструкција има за цел да ги подобри условите за престој на учениците во училиштето, а воедно и заштеда на електрична енергија. Има ли нашиот образовен систем конкурентни предности по кои се разликува пред оној на една Германија, Швајцарија или Франција? Можеме да констатираме дека се уште сме далеку од овие наведени земји, кога имаме катастрофална состојба во економијата, како да очекуваме да имаме добри резултати во образованието или евентуално во здравството. Сите напори во иднина треба да бидат во насока на зголемување на процентот од бруто домашниот производ за образованието и само на тој начин можеме да очекуваме да има подобрување во образованието. Кој според вас е најкорисниот проект или реформа досега спроведени во историјата на Македонија наменети за учениците од секторот на образованието? Со воведувањето на концептот на 9-годишно основно образование дојде до промена на наставниот план и програма. Оно што јас сметам дека е особено важно да го потенцираме вечерва е, например, воведувањето на англискиот јазик од прво деление, воведувањето на втор странски јазик за учениците од 6-то деление. Овде би го споменала проектот Компјутер за секој дете, кој што од голема важност и знаеме дека овозможи еднаков пристап на сите ученици до компјутер за време на наставата. Да не го заборавиме и еден од најважните закони кој што беше донесен во изминатиот период, а тоа е Законот за задолжително средно образование. Во оваа прилика би сакала да додадам дека се оно што е суштинска реформа во образованието всушност е дело на ВМРО ДПМН. Сведоци сме на брзо осипување на бројот на ученици во паралелките веќе подолг период наназад. Дополнително бројот на воспитно-образовниот кадар во училиштата се одржува на едно константно ниво. Имаме наставници кои патуваат во полно комбе по 30 км за да одржат настава за десетина дечиња. Накратко, кои се причините за ваквата состојба? За жал, ова е една реална состојба и представува огромен проблем за општеството. Како главни причинители за ова состојба се главно осиромашувањето на македонскиот народ, иселувањето на речиси цели райони во странство и барањето на подобар живот во странските држави. Исто така, оно што е клучно во последно време е намалениот прираст на населението. Белата чума е болест на современиот свет и силно ја зафати и нашата држава. Со добра стратегија, во добро организирана, функционална и економски силна држава може да се изнајде решение со кое ќе се намали или удолжи оваа состојба. Има ли политичко влијание во образованието и колку истото е позитивно или негативно? За жал мора да констатираме дека има политичко влијание во образованието и тоа на сите нивоа. Во никој случај не може да биде позитивно влијанието на политиката во образованието, напротив, партизацијата во образованието може да му нанесе само огромни штети. Затоа од големо значење е да се воведат вистински вредности, систем кој што трајно ќе функционира. Една од приоритетите на идната влада на ВМРО ДПМН е департизацијата во образованието. Колку е одржлива таа состојба? Од каде треба да се започне за санирање на овој клучен проблем? Со санирањето на овој клучен проблем треба да се започне веднаш. Наставничката професија треба да стане една престижна професија и треба да ги опфати најдобрите студенти од Македонија. А педагошките факултети ќе прераснат во институции кои што ќе продуцираат најквалитетен кадар, односно најдобри учители. Веќе подолго време сте политички активна во ВМРО ДПМН. Дали вашата политичка кариера представува повеќе терет или задоволство? По природа сум исполнителна личност и кога нешто го правам, го пристапувам сериозно и го правам со љубов. Така да промовирањето на обновата за Македонија, која што во голема мера има за цел да го подобри животниот стандард на сите граѓани, го правам со задоволство. Член сте на опозицијата при Советот на општина Штип. Како ја оценувате работата на актуелното локално раководство на општината?
Работата на локалното раководство на општината ја оценувам како незадоволителна. За време на кампањата пред граѓаните на општина Штип беа ветувани голем број на проекти, но од нив реализацијата е многу мала. Секој кој што дал ветување пред граѓаните е должен да се држи до ветувањето и да го реализира. Барем таква беше праксата со ВМРО ДПМН во изминатиот период. Се она што ВМРО ДПМН го ветуваше на граѓаните и го реализираше. Кои се најголемите промашувања на актуелната локална власт во Штип? Во смисла на вашето прашање би ја споменала градбата на најновата платформа во коритото на реката Отиња покрај театарот. Според мене се уништи еден од најубавите делови во градот, кој што беше наменет за прошетка и рекреација како на младите, така и на возрастните. Овде би ги споменала и би додала и негрижата за почињата скитници и покрај тоа што локалната власт потроши голема сума на пари за прифатилиште, сепак ова прифатилиште за кучињата остана нефункционално. Кои се најдобрите проекти кои што актуелната власт во изминатите 3 години успеа да ги реализира за граѓаните на Штип? Како што веќе претходно споменав, оваа локална власт се карактеризира со многу малку реализирани проекти. Со оглед на тоа дека беа ветувани голем број на проекти од типот на изградба на аквапар во местноста Суитлак, изградба на жичара до тврдината Изар, гасификација до институциите до секој домаќинство, а од се ветеното не реализираа ништо. Еве јас како нешто што како педагог би го издвоила и би го пофалила, би ја пофалила изградбата на детската градинка во насел Басењак. И овде би додала дека сепак станува збор за комплетно изработен проект од страна на претходното раководство на локалната власт. Заради промената на власта, реализацијата ја изврши ова актуелна власт. Вам ви падна бројот 13 на кандидатската листа за пратеници од ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Што мислите, дали овој број ќе биде вашиот среќен број или баксус? За редниот број 13 сметам дека е мојот среќен број, а уште посреќен број е редниот број на ВМРО ДПМН број 14 за најмалку 14 пратеника во Собранието на Република Македонија. Кој е првиот проект кој што ќе го реализирате како идна власт за граѓаните на општина Штип? Прв приоритет за граѓаните на општина Штип е доизградба, опремување и развивање на клиничка болница Штип. Во изминатите 3,5 години не само што не се доизгради ова болница, туку има комплетен застој во изградбата на клиничката болница. Затоа со доаѓањето на ВМРО на ДПМН на власт, прв приоритет ќе биде ставењето во функција на клиничка болница Штип. Што е оно што најмногу им недостига на жителите на Брегалничкиот регион, ќе биде остварено во најпосможен рок од идната влада предводена од ВМРО ДПМН? Она што сметаме дека е неопходно на жителите од Брегалничкиот регион ќе биде остварено при доаѓањето на ВМРО ДПМН на власт е навременото и редовно исплаќање на субвенциите во период кога им е најмногу неопходен. Исто така сметам дека за овие жители е од големо значење задолжителниот земјоделски откуп и сметам дека доизградбата на регионалните патишта меѓу градовите во голема мера ќе го олесни движењето на жителите од овој регион. Што би им порачале на вашите политички конкуренти? Македонскиот народ не заслужува да биде манипулиран. Затоа на нашите политички противници би им препорачала да не дават лажни ветувања, да го ветат само она што можат да го исполнат. Исто така порачувам политиката да биде надпревар на развојни идеи и проекти за доброто на сите нас, за тоа како да се зголемат пензиите, како да се подобри животниот стандард на сите граѓани, а не да биде поле за пресметка на политички неистомисленици. Што би им порачале на нашите читатели, жителите на Брегалничкиот регион и сите македонци каде и да се? Македонија мора да се промени. Правилниот избор на 15 јули, изборот за ВМРО ДПМН, ќе донесе промената и обновата на Македонија. Затоа сите масовно да излеземе на гласање, да заокружиме број 14 и да славиме за најголемата победа на ВМРО ДПМН. Тоа беше се, ви благодарам. Благодарам и на вас.